Периодот од ноември до февруари е најдобар временски опфат за подготовка на лозов насад. За почеток, парцелата мора детално да се исчисти од камења, корени, коров, гранки и останат шут. После тоа се врши длабоко орање, што подлабоко подобро, и така се остава нивата изорана, ама нема да се зарамнува, бидејќи под влијание на снегот и мразевите ќе се иситни земјата толку убаво што ќе биде прекрасна за натаму обработка. Значи, народот рекол дека најдобар орач е мразот. Значи, подобро од мраз никој не може да ја ситни земјата. Откако тоа ќе се заврши, следува копањето на дупки за лозовите садници. Многу е важно да се ископат дупки, ако е за лозов насад 50 на 50 см и длабочината 50, ако е за лоза 40 на 40, значи површински и длабочината 40. Значи тоа е битно сега да знаете дека сега тоа треба да се подготви нивата, да се исчисти, за да можеме тамо некаде да изориме од текот нови месеци, јануар, февруар, да се изора, да стојат барем најмалку месец дена отворена, така тоа нивата изорана, не изравната, за да може после со необично дрляње, со дрљача да се изравни и се копаат дупките за садење. Во саботните агросовети до земјоделците и граѓаните заинтересирани за правилно третирање на своите агроимоти, Иванов напоменува, споменатите две операции е важно добро да се реализираат. Од нив ќе зависи дали лозовиот насад ќе опстои 50 или само 5 до 10 години.